На 14 октомври, понеделник, со почеток во 19 часот и 30 минути, во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски, ќе биде официјалниот старт на новата сезона на Бизнис лигата на Македонија. По четврти пат кај нас, Бизнис лигата на Македонија ќе биде место каде ќе се соберат вработените од најуспешните компании во земјава, за да се забавуваат, рекреираат, да си ги одмерат силите во мал фудбал и да остварат нови бизнис контакти. Сакал да ги прочитам новите екипи, а и старите, оние кои ќе бидат учесници во денешната Бизнис лига, тоа се Доминос Пица, One, Eurolink, Елем, Општина Карпош, T-Mobile, Глобко Логистик, Евана, Уника, Мепсо, Гранит, Акселомитал, Систина, Лукойл, ЈСП, Оилко, Монтенегро и екипата на АМСМ. Го завршуваме истиот систем на натпреварување со Final 8 турнирот. Размислувавме да направиме едно кружно натпреварување, но во едно кружно натпреварување сами знаеме ја губиме неизвестноста. Значи може да се деси на 4-5 кола пред крај на првенство да ние више знаеме кој е победник, а знаеме дека Бизнис лигата е која се неизвестноста и затоа имаме тој Final 8 турнир. Кога Бизнис лигата е пред дружење, тимбилдинг, за остварување на нови бизнис контакти и кај нас секогаш, така и сега, резултатот ќе биде во втор план, а забавата во прв план. Сакам да потенцирам дека Бизнис лигата е сублимат од едно организацијско искуство кое го има Филип и спортското искуство кое зад себе го има Младен и сметам дека даде еден различен инпут на спортска свежина на пазарот и даде еден натпреварувачки дух каде што доживеавме секакви искуства. Оваа година сметам дека средбено и компаративно со минатите искуства имаме исто успешна сезона како што имавме и дека тим менаџерите ќе си ги постигнат нивните цели. Верувам дека ќе се остварат и големи бизнис контакти помеѓу самите компании, бидејќи оваа лига пред се има комуникативен карактер помеѓу компаниите. Оваа година ќе има и мали измени во правилата на игра, со цел да се заштитат играчите. Оваа година Бизнис лигата има две нови измени и тоа по направен лизгачки старт. Играчот се исклучува 2 минути, а играта продолжува со индиректен слободен удар. Другата измена е доколку екипата со исклучен играч прими гол, исклучениот играч веднаш се враќа во игра, а ако даде гол, тој останува се додека не помине времето за кое тој е исклучен. Да кажам ли натпреварите да бидат во рамките на ферплејот, да се почитуваат правилата на фудбалската игра, кој е подобар тој нека победи. Во следните 8 месеци, 18 екипи ќе се борат да остварат што е можно подобар пласма на табелата, да влезат во најдобрите 8 и во елиминационото коло да го освојат шампионатот. Бизнис лигата веќе 4 години важи за најголемото спортско случување меѓу бизнис елитата во Македонија. How we ever gonna get up if that's how we get down? Shame when you really look at it. My folk against your folk.